Прво ве молам околу скандалот со Татјана Димитровска, председателката на антикорупцијска комисија. Таа е осомничена за одавање на службена тајна. Ве молам став околу тоа. Па нема потреба нешто многу да се дискутира и да се коментира. Факт е дека одредени работи се случуваат. Факт е дека има одлука од орган кој што ја спроведува истрагата. Факт е дека очигледно нешто има. Меѓутоа, што конкретно е тоа во однос на кривичните дела, веројатно истрагата и понатаму постапувањето ќе покажат. Тоа е едната димензија по однос на работењето на овие органи и она што беше презентирано во јавноста. Кога во јавноста се презентираат такви работи, нормално е да јавноста очекува некаква одговорност и во моментот кога истрагата не е веќе завршена, од причини што функцијата која што ја обавува лицето, во конкретниот случај председателката на комисијата против корупција, е нешто кое што треба да се третира и од етичко-моралниот аспект. И по мене, лице за кое што е кажано од страна на државен орган дека се води истрага, лице за кое што е изречена одредена мерка, да внимаваме, значи одредување на мерката е многу важно. Мерка, мислите, одземање на пасош? И одземање на пасош и забрана за обавување на дејност е нешто кое што упатува на ова што зборува морално-етичка одговорност, а таа одговорност во дадениот случај би се огледала во поднесување на оставка и оставање на одредените други членови на комисијата да работат без тој притисок и без тој товар кој што ова лице како председател и со самото присуство би го овозможувало. Да. Сеќавате, имаше сличен случај со Катица Јанева и таа не даваше оставка. Сега еднакво и Татјана Димитровска од антикорупцијската комисија воопшто не помислува да даде оставка. Јас не знам кои се размислувањата на овие личности, меѓутоа срамот и товарот кој што го прави јавноста врз тие лица, за мене во животот е многу битен. И лица кои што се товарат со вакви, да кажам, условно речено обвинувања или дела, и за нивен мир, и за мир на сите останати, е нормална таа морална оставка. Ние имаме примери во светот каде што за многу помали работи, за многу полесни, да речам, работи, се поднесува таа оставка како морален чин. Јас се прашувам како оваа особа ќе доаѓа секој ден на работа. Ама нема да доаѓа така? Не знам. Не знам. Добро, зашто има забрана за работа? Не да дојде, него забрана да врши. Значи може да доаѓа на работа? Јас сега не знам како ќе биде нејзиното однесување, меѓутоа факт е дека ако не доаѓа пак на работа, после 3 дена не доаѓање на работа, следи одредена санкција која што ја предвидува Законот за работни односи. Да. Треба ли да бидат проверени другите членови? Кој е вашиот став? Во овој случај тие биле проверени. Добро. Во времето предпоставувам кога биле избирани. Не за сега. И покрај тоа што и тој избор е на одреден начин, како што можете да видите, контрадикторен или раздвоен во смисла на она што било мислење на невладиниот сектор и медиумите како некој од страна што наблюдува, ги наблюдува членовите, и она што е мислење на парламентарците или на политичките партии. Фрапантна е разликата. 100 поени од страна на политичарите, а 20 поени
на некој начин од страна на овој многу понезависен сектор од парламентот. Да. Така да самото тоа укажува дека има политичко влијание. Што не значи дека има и криминално досие или криминално однесување кај другите членови. Како е дојдено до откривање на действијата на председателката на комисијата, предпоставувам дека на одреден начин може и да се утврдува нешто кое што и другите членови може би да биле или не биле инволвирани. Така да самиот факт дека е председателката третирана на овој начин преку државните органи, обвинителство, понатаму суд и така натаму, не дава за право дека и другите членови се со такви карактерни особини или да речем со такви действија. Меѓутоа секако дека треба да бидеме внимателни во однос на она што сега сите го одобруваме борбата против корупцијата и секој на одреден начин може би да треба да се проверува дали е во некаква коруптивна игра или не. Особено кога станува збор за вакви осетливи тела кои што сме одлучиле да ги воспоставиме како независни, како нешто што треба балансот да го одржува. Не се независни. Сега зошто? Ако 4 пратеници во случајов гласале за комисијата, за и председателката, 4 пратеници од собранието. Имаме само 2 представници од граѓанскиот сектор, имавме еден од народниот правобранител, практично мнозинството се партиски луѓе. Тоа е точно. И тоа не може да се адресира како вина на невладиниот сектор, заради тоа што они во конкретниот случај и реагирале. Да. Меѓутоа, пратениците се тие кои што прво имаат многу поголеми познавања, или комисиите во собранието, многу поголеми познавања по однос на дејствувањата на овие лица кои што се членови на комисијата. И од друга страна, идејата се уште дека треба да се внесат нивни партиски луѓе во овие тела екзистира и постои. Мислам дека е време парламентарците, да речам политичките партии, да се освестат и да му покажат на овој народ дека се борат стварно за независни регулативни тела. И дека таа независност треба да се огледа и преку карактерот на самите лица, меѓутоа и што функција они претходно вршеле. Или она што значи перцепција. Да. Значи, кај народот перцепцијата е, ако се од политичките партии, дека не ја гарантира сосема независноста. Односно, се приврзуваат за тие политички партии кои што ги предложиле. Тоа е нешто кое што според мене треба во најскоро време да се отстрани, а најлесен и прв чекор е да не се предлагаат луѓе кои што имаат одредено политичко ангажирање во политички партии и луѓе кои што на јавноста се предпознатливи како луѓе кои што е прашање дали можат да ја остварат независноста во функцијата на членови на тие тела. Не мислите ли дека е најдобро нов закон да биде донесен, каде што ќе сите членови практично ќе бидат независни, а не представници од политички партии, односно од собранието? Тоа е најелегантниот, најлогичниот начин. Закон, како сака ние да донесеме, ако нема волја тој закон да се применува и ако нема волја суштината на независноста и непристрасноста на овие тела да се остварува, ништо нема да. Значи, затоа велам дека не само моралот, не само етиката, мислам дека и менталното
осознавање култура. на состојбите од една страна и политичката култура кај политичарите треба да претрпи големи промени во однос на ваквото размислување. Тие се први кои што треба да прикажат, да му покажат на народот дека се за независни тела кои што ќе ја обавуваат својата функција независно. И само на тој начин ќе може на некој начин барем она што представува соодветно обавување на функцијата да се остварува. За таа политичка култура, за тој менталитет требаат векови. И сега не можеме ние да ги применуваме еднаквите правила кои постојат веќе во позрелите демократии. Токму заради тоа ве прашувам, не е ли најдобро да има членови кои се сосема независни, да бидат исфрлени оние партии? Јас сум за тоа да се сосема независни членови. Да не се представници. Меѓутоа треба да знаеме кој ги предлага тие членови. И вие не можете да изберете други членови ако веќе се предлагаат или се пријавуваат некои членови на кои што им е сигнализирано да се пријават. Пак ќе бидат вие самите велите дека одредени членови знаат пред интервјуата да се повлечат. Од кои причини? Или им е даден некој сигнал дека нема да бидат избрани, или едноставно не сакаат да бидат во друштво на некој кој што според нив не одговара. Да. Но ако го видиме случајот со Снежана Камиловска-Трповска, таа напиша, издвоено мислење, излезе во јавноста и ништо од тоа не се случи. Платформата на граѓанските организации за борба против корупција реагира. Точно. И тоа е практично само некаков протоколарен апел кој не допира до политичките структури. Јас не би рекла дека е апел. Апелите предходно се дава. Значи, невладините направиле напор и го презентирале своето наоѓање. И очигледно дека тоа наоѓање или не било земено во предвид, или едноставно било надгласувано. Со самиот избор се покажува дека мислењето на невладениот сектор не било од големо значење. Од никакво значење. Еве ја велам од големо значење. Да. Имаме сличен случај со член на антидискриминацијската комисија, неговото име е Венцо Здравевски, еднакво платформата остро реагираше, платформа за човекови права, остро реагираше со оглед на тоа што тој е член на лустрацијската комисија и имаше истрага против него во случајот Моќник која падна со кривичниот законник. Па што да ви кажам, овој проблем може да се третира од формално правен аспект, меѓутоа многу е побитно да се третира од морално-етичкиот аспект. Да. На оваа јавност требаше да и се покаже дека луѓето кои што ја водеа таа лустрацијска комисија на одреден начин, преку свое работење, преку свое делување, преку свое гласање, не се покажаа достојни за обавување на таа функција. И таквите луѓе не зборувам за никаква друга оценка. Единствено само од перспектива на перцепција, од перспектива на етика, од перспектива на морал, не само на овие луѓе, туку и на оние кои што ги бираат, треба да бидат внимателни и такви луѓе да не ги ставаат во тие комисии, зашто не е многу одамна проблемот со лустрацијата и лустрацијската комисија, се уште има сеќавање кое што прави сомнеш. А идејата е да не се направи сомнеш, идејата е на граѓаните да им представиме независно тело, односно луѓе кои што независно ќе работат. Овде, пак ќе повторам, перцепцијата не го покажува независноста во онаа мерка во која што најобичниот граѓанин тоа ќе го прифати.
Друго прашање дали некој знае кој е тој, што е тој по име, по презиме. Меѓутоа, факт е дека треба да се позанимаваат со овој аспект. Не формално правно, него како што реков од етичко-моралното. Тежината, товарот мора да се тргне. Да не и на тој човек му е товар, кој што е член на комисијата, меѓутоа вербата во независност е многу поважна. А тој не може да ја оствари таа верба зборувам во независно постапување заради неговата претходна функција или заради перцепцијата. Слично некако судскиот совет се избира со оглед на тоа што 5 членови се избираат во собранието. Повторно имаме партиски влијанија. И сега имаат собранието, претениците, имаат можност да ги изгласуваат, да ги разрешуваат. Немаат можност да ги разрешуваат. Добро, тие изгласаа дека сакаат интерпелација. Тие не излегоа од судскиот совет, но идејата е да се разрешат, одат на картата на повторно на нивната свест, совест. Значи има голема разлика. Прво станува збор за разрешување кое што не е возможно од страна на парламентот. Законодавецот одредил кој ги избира, меѓутоа и одредил дека тој што ги избира не може да ги разреши. Се обидоа, се направи обид преку интерпелација. Да. За мене интерпелација за овие членови не е соодветна мерка. Тоа е прва работа. Втора работа по однос на оставката. Да. Моралната и етичката димензија овде е заради притисокот што го врши власта врз членови на судскиот совет, да они сами си поднесат оставка. Да. Тој притисок апсолутно не смее да биде таков. Тоа е првата работа. Втората работа е што овие членови на судски совет не се под крилата на истрага, како што е случајот кај председателката на комисија. Но под истрага се на политичките партии. Не се под таква истрага, Да. они се под притисок на политичките партии. Истрага, политичко влијание, И притисок. влијанието и Да. сега. Да. Во таква една ситуација има разлика во морално-етичката димензија. Заради тоа што кај судскиот совет разрешувањето не може да дојде од собранието, односно од парламентот, и законодавецот дал инструмент како да се расчистуваат тие ситуации. Така да, во дадената ситуација, само заради политичката реакција и политичкиот притисок, овдека постои. Тоа што зборуваат дека недовербата во судството е на ниско ниво, тоа е точно. Меѓутоа, отворено одма се поставува прашање, дали овие само членови на судскиот совет се тие кои што недовербата ја креирале. Да не зборуваме каква е оценката на таа недоверба. Да. Таа недоверба не е за целокупната судска фела. Таа недоверба е само во еден однос на она колку граѓаните имаат целосна недоверба. Тоа се 2%. Другите 5%, 10% може имаат половина, може и немаат недоверба. Да. Меѓутоа тоа не е проблем. Проблемот е во тоа што не се идентични ситуациите и во колку се има одредени димензии, одредени елементи на несоодветно постапување од страна на членовите на судски совет, постојат судови, и тоа е веќе направено кога председателката на судскиот совет беше незаконито разрешена, со одлука на суд е вратена. Да. И во таа ситуација, затоа велам, не може да се стави равенка помеѓу овие два случаи. Од друга страна, тамо има
точно пропишана постапка за разрешување. Прва работа и втора работа е што има и други членови на Судскиот совет кои што треба да се утврди дали тие се сосема одстранети од евентуалното делување на незаконитото или од делување на непристрасноста и транспарентното однесување. Јас само би укажала дека бев задоволна што членовите на Судски совет, кога ја добија експертизата од ЕУ направена за нивната работа, се нафатија на работа детектираните проблеми да ги разрешат. Да. И дел од тие проблеми во нивните акти се разрешувани, дел од тие проблеми требаат промена, решавање на тие проблеми бараат промена во законските акти и они не можат сами да донесат такви одлуки, што значи дека Законот за Судски совет сега, кој што е, колку што слушам, веќе целосно завршена постапката и дека ќе оди брзо пред собрание, дали ќе биде тоа така или не знам, ќе покаже дека со одредени измени може да се подобри состојбата во делувањето. А ако се утврди индивидуална одговорност, тоа е исто така уште една разлика со комисијата. Ние имаме овде председател на комисијата кој што е еден, индивидуално. А овде имаме повеќе лица за кои што не е детектирана индивидуалната одговорност. Да. А основано се поставува прашање дали може тие да го носат товарот или само тие да го носат товарот на недовербата во судството. И кои утре задутре би биле инструментите за таа доверба да се врати и таа доверба понатаму да се одржи. Заради тоа што ние имаме случаи, едните членови или им поминал мандатот или биле на некој начин отстранети, меѓутоа наредните што доаѓат истото тоа го прават. Значи таа димензија е нешто што е проблем кај нас. А најголемиот проблем, мене ми е многу жал, меѓутоа тоа се политичките партии кои што го прават. Значи, они даваат сила на некои членови или они тоа влијание го минизираат, а некое друго влијание го истакнуваат. Го злоупотребуваат. И крајот, како год да е. Да. И да го минирате влијанието во смисла на тоа дека вршите притисок на луѓето да не обавуваат својата функција така како што треба, или па ги поддржувате во нивното однесување, кое што не е, да речам, соодветно, и двете такви активности на политичките партии не се соодветни. Европската унија остро реагираше околу партиското мешање и во случајот со Судскиот совет и во случајот со Љупчо Коцевски, државниот обвинител, реагираше Европската комисија заради класично владино мешање во судство. Па реакциите се на место заради тоа што процедуралниот аспект е тргнат на страна. Да. А тој процедурален аспект, каде што треба точно да се утврдува што е проблемот, дисциплинска постапка во која што ќе се утврдува какви се проблемите, какви се негативностите, што се пропустите и така натаму, и врз основа на таа постапка дисциплинска да се носи соодветна одлука, е занемарена или тргната на страна. Зошто да се врши притисок сега некој да поднесе оставка во ситуација кога само генерално, без некои конкретни елементи, се поднесува тоа бара. Мене практично вам ви е сомнително ова владино мешање. Знаете што не станува збор дали е сомнително, него станува збор за влијанието. Да. Кое што е очигледно. Да. Значи, ние имаме повик
да си поднесат оставка. Тоа е дел од притисокот кој што се врши врз членовите на судскиот совет. Не зборувам кој е прав, кој е крив. Зборувам за процедура, зборувам за постапка, зборувам за владење на право. Притисокот не е резултат на владење на право. Притисокот не е резултат на постоење на законите. Закон не предвидува таков притисок. А споменав дека не може да се изедначи етичката морална димензија на членови на судски совет со председателката на антикорупцијската комисија. Ви благодарам за овој разговор. По секое време.